Гледайте, јас не толкувам тоа што е јавно кажано и јавно презентирано пред медиумите, а преку медиумите и до јавност. Сите можевме да видиме на пресконференцијата после лидерската средба на 7 јуни дека позициите беа приближени. Прво, дека за ВМРО ДПМН е прифатлива промена на уставот. Тоа беше кажано јавно на телевизија. Бидејќи пред тоа тие излегуваа дека е неприфатливо под било кои околности промена на уставот. Тоа тогаш беше променето јавно кажано. Се собираа нотарски изјави, се потпишуваа пратеници. Имаше изјави од страна на професор доктор Христијан Мицковски дека ќе дал оставка ако и еден пратеник гласа за уставни измени. Сето тоа на 7 јуни беше со изјавата трнато на страна и сега имаме позиција во која што ВМРО ДПМН не е против уставни измени и внесување на делови од други народи во преамбулата на уставот. Втора работа, дека ВМРО ДПМН е подготвено да влезе во владата, исто така беше кажано на пресконференцијата, што потврдува нешто друго. А тоа е дека исто така не важи веќе дека оваа влада нема легитимитет и дека собранието нема легитимитет да носи одлука во делот на продолжување на европскиот пат. Имаше уште еден услов од страна на председателот на ДПМН, а тоа е партијата ДУИ да не биде дел од владата. Тие веднаш на пресконференцијата кажаа дека ДУИ е подготвен да подржи влада по усвојувањето на уставните измени, влада која што јас сметам дека треба да биде влада на големо, широко обединување, која треба да учествуваат сите, која што треба да ги заврши уставните измени заедно, која што треба да го заврши скринингот заедно, да ги отвори кластерите заедно и да затвори барем 2 поглавја од првиот кластер фундаменталс. И потоа да се оди на избори, дали со таа влада, дали со техничка влада согласно закон, тоа е работа на договор. Тие работи беа презентирани пред Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Беа поздравени. Исто така видовте дека и коалиционите партнери во владата, и ДОМ, и ЛДП, и НСДП, веднаш дадоа изјава дека да, за нив е прифатливо ВМРО ДПМН да влезе на таква обединета влада, која што ќе ги донесе тие одлуки. Сега останува ВМРО ДПМН да остане прво на ставот искажан и потоа да се седне на ниво на работни групи, ние веќе имаме формирано и тука да се договорат деталите, бидејќи знаете имаше различни модалитети кога би се направила владата, гласањето, меѓутоа мислам дека се тоа е надмидливо со цел да обезбедиме европска еднина на граѓаните, бидејќи граѓаните тоа го очекуваат и тоа го сакаат. Нашите граѓани сакаат да живеат во Европска унија. Тоа се потврдува и по тоа дека младите одат да живеат и да работат во земји членки на Европска унија. Тие не одат да живеат и да работат во земји што не се членки на Европска унија. Сите кои што одат, ваши пријатели, комши и така натаму, мои пријатели и комши, сакаат во Европска унија. Така да тоа ние треба да го направиме политичарите за граѓаните, не е ова борба за собирање на ситни политички поени. Знаете, ние долго време, 20 години, гледавме водење на политика за собирање на дневни политички поени и правење рейтинзи од избори до избори. И што добивме? Добивме 20 изгубени генерации, кои што одат да работат во странство, зимаат пасоши на други држави за да можат полесно да се снајдат. Па тоа ли е? И што ќе им одговориме на тие генерации? Што да им одговорат? Тие што тогаш не ги носеле одлуките. Па потоа објаснува, ама после тоа па објаснуваат како не можеле да се донесат одлуките, зошто не можеле да се донесат одлуките. Се потврди дека може да се донесат одлуките. Ако оној беслисмен спор со Грција се решеше пред 25 години, ние ќе бевме пред 20 години и земја членка на НАТО, и земја членка на Европска унија заедно со Хрватска. Ние тргнавме пред Хрватска. А сега Хрватска има и Шенген, има и евро. А ние уште расправаме дали некој заради своја лична политичка кариера ќе донесе одлука, која што одлука зависи еднината на државата. И која што одлука не задира во никакви идентитетски прашања. Таа одлука прв пат ќе внесе бугарски дел од народ во нашиот устав. Тоа знаете што значи? Дека паѓа веќе во војна тезата еден народ во две држави. Тоа значи